Продолжуваме со теренските активности, продолжуваме да создаваме вредности за граѓаните. Тоа што го ветивме во кампањата за предвремените парламентарни избори продолжуваме да го реализираме. Овдека еве Тимчо заедно со неговиот тим продолжува да испорачува за жителите на аеродром и на Скопје. Еден исклучително значаен објект, бидејќи се подобрува комфорот и условите за следење на настава на најмладите, на децата, што е многу важно. Што е многу важно, бидејќи тие се темелот и основата на едно општество. И како што самиот градоначалник кажа, моментално капацитетот на училиштето веќе е премал, бидејќи се доведуваме до една ситуација кога не само првата и втората смена, можеби и трета смена ќе биде премалку за да биде задоволени потребите на жителите овдека. И токму од тие причини е направен овој градежен зафат и ќе се продолжи со реновирање и проширување на капацитетот. И мислам дека тоа е добро. Добро е да се покаже дека во оваа држава, дека во Македонија има луѓе и политичари кои што мислат за доброто на граѓаните и кои што работат за доброто на граѓаните, за разлика од политичари кои што мислат само за власт, за фотели, за криминал, корупција и личен комодитет, а не и за доброто на граѓаните. Предпоставувам, повторно ќе кажам, дека после денешниот овој настан повторно од СДСМ во нивен познат стил ќе рече дека еве го Мицкоски промовира проекти на СДСМ, но јас се користам и оваа прилика од Скопски аеродром да кажам овде дека тоа не се проекти ниту на СДСМ, ниту се проекти на ВМРО-ДПМН, туку тоа се проекти на граѓаните. И тоа се проекти кои што граѓаните ги платиле со своји средства преку буџетите на општините да се реализираат. Разликата е во тоа што овој градоначалник и овој тим и ВМРО-ДПМН наместо да градат. Тоа е разликата. За разлика од овие од власта кои што најмили им се тендерите и договорите во четири очи. Тоа е голема разлика која што јас сум убеден дека граѓаните на следните предвремени парламентарни избори ќе ја направат. И повторно ја користам оваа прилика од овде да кажам дека ниту еден проект кој што ние го реализираме и кој што ние ќе го реализираме во иднина не е ниту на СДСМ, ниту на ВМРО, ниту на било која друга политичка опција, туку тој проект е на вас, граѓаните. А ние сме избрани од вас за да вас ви служиме и да го реализираме тоа што вас ви е потребно и тоа кое што сме го ветиле пред вас, граѓаните. Тоа е разликата помеѓу нас и СДСМ кои што се навикнати на едни времења кога се грабаше народот и се присвојуваше еден тесен круг на луѓе. Ние сме народна партија и работиме исклучиво и само за интересите на народот и граѓаните. Господине Мицкоски, ако не добиеме датум за преговори во јуни, колку е веројатно на есен да има предвремени избори? Па ние и да добиеме и да не добиеме, потребно да има предвремени парламентарни избори. Народот тоа на сите анкети го бара од нас политичарите, бидејќи повеќе од 3/4 наши сограѓани мислат дека Македонија се движи во погрешна насока и дека оваа влада треба да се замине. Дали ние ќе добиеме датум или нема да добиеме, не е поврзано со предвремените парламентарни избори. Ние повторно истите овие луѓе ќе ги имаме, што ја направија Македонија најкорумпирана земја, најслаба во економија на Балканот, со катастрофално образование, со најлош здравствен систем. Тоа нема да се смени преку ноќ. Така што нас ни треба на суштинско ресетирање на системот, суштинска промена и реформи. Воспротивно, ние ќе продолжиме да тонеме и ќе нижиме неуспеси наместо успеси. Гледаме сите идат напред, само ние одиме назад. Господин Мицкоски, Радев побара писмени гаранции од Макрон дека ќе го спочитува договореното, Македонија ќе го спочитува договореното на Бугарија. Како го коментирате? Да бидеме попрецизни. Тој бара сето тоа кое што е барање на Софија, а тоа барање се темели на декларацијата од Бугарскиот парламент од ноември 2019 да биде содржано во преговарачката рамка. Најверојатно како поглавје 35. Тоа е тоа што го бара Радев и вели додека ова не се исполни, јас не можам да дозволам да имаме прва меѓувладина и не можам да дозволам почеток на преговори. Тоа е суштината. Тие се тие гаранции. Кога станува збор за гаранции, морам да кажам дека јас бев тој првиот кој што во Македонија почна да зборува за гаранции и тогаш бев осуден, односно тогаш бев нападнат од страна на владата на СДСМ и ДУИ, но гледаме дека таа работа во таа насока се движи и секој паметен човек и човек патриот кој што си ја сака својата држава и граѓаните без разлика на нивната
етничка припадност, нормално е да има зрела меѓународна политика, за разлика од нашата домат дипломатија, која што гледаме дека има сериозни осцилации. Така што, ако тоа го прифати оваа влада, тоа значи комплетна капитулација, да преведам, или асимилација и европска иднина, или никогаш нема да имаме европска иднина. Тоа е изборот, немаме трета опција. Да влезе тоа во преговарачката рамка, подразбира, ќе повторам, или асимилација и бугаризација, сега кога практично и јасно станува дека преку Охридската архиепископија имаме многувековна различност во однос на бугарскиот и останатите балкански народи, некој сега повторно да не враќа неколку чекори назад и повторно да прави ново предавство и нови отстапки. Тоа ВМРО ДПМН во парламентот, доколку дојде да се гласа, доколку е потребно 2/3, нема намера ниту да помисли да го прифати, а камоли па за нешто друго. Инаку Ковачевски османи може да се стават подпис на било што, они што мисла дека треба да стават подпис. Јас го разбирам Османи, но не можам да го разбирам Ковачевски. Не ги оправдувам, нормално. Дозволите, апропо евроинтеграциите, уште едно прашање. За големиот граѓански протест, кој што го најавивте веќе за 18 јуни, дали можеби оставате простор за одреден напредок за решение на спорот со Бугарија или нема никаква поврзаност? И само уште еден коментар, како ги толкувате оние најави што прво ги даде францускиот претседател Макрон, а вчера имаше изјава и претседателот на Советот на ЕУ Мишел во однос на некако прават терен за таа втора лига, така наречена, односно европска политичка земјица, кој што би биле земјите кандидати. На Македонија не е местото во втората лига, бидејќи како MVP досега направи за таа истата Европа како никој друг. Така да Македонија е MVP во тоа друштво и треба да биде во првата петорка во првата лига, бидејќи историски гледано, но и во поновата историја, како и да земете, можете да заклучите дека Македонија многу повеќе од било кој од овие држави направи за европските вредности, кои што се темелат од тројца луѓе, Де Гаспери, Аденауер и Шуман. Сите останати овие немаат ни приближно направено колку што има направено Македонија и она одамна го заслужи своето место на масата. За жал, во таа прва петорка прво бевме спречени од нашиот јужен сосед, поради она би рекол глупаво барање за кој што беше поврзано со името и тука тапкавме во место децени, за да сега имаме уште поглупаво барање од страна на нашиот источен сосед и повторно сега со години бараме. Ке ве потсетам дека уште 2000-та година ние го потпишавме договорот за стабилизација и асоциација. Се замислете, децата кои што се родиле 2000-та година, живееле, наполниле 18 години, гласале еднаш, гласале два пати, гласале три пати и ќе гласаат четврти пат и они континуирано слушаат за таа европска иднина, а ние не сме ни на масата, ние сме во ходникот надвор. И мислам дека е редно време Европа да остане принципиелна на своите ветувања и барем за Македонија да не применува вакви двојни стандарди. Треба сега и веднаш јак притисок врз Софија и конечно Македонија да ги почне преговорите без никакви отстапки, без никакви понижувања. Тоа е она што јас го очекувам, тоа е она што го очекуваат моите студенти, тоа е она што го очекува народот во оваа мирољубива проевропска држава во срцето на Балканот. Што се однесува до протестот и дали очекувам, навистина не сум запознаен со ништо. Нити па некој не информира, токму тие причини баравме лидерска средба да бидеме информирани, меѓу другото и за ова. Нормално, предвремени избори, меѓу другото и за ова, да имаме повеќе теми за разговор, но тоа што е сега, имаме таква политика која што ја води оваа влада на чело со Ковачевски, тој мисли дека така треба, ја мислам дека тоа погрешно и го советувам тие што го учат да се покажува во ваков лажен мачо изглед дека само му штети него, но добро, тој си знае сега, не можам нему да му кажувам како треба, сепак јас и он сме политички конкуренти, противници, така. Господин Мицковски, според вас која е најсоодветна локација да се изгради новиот клинички центар и која е прифатлива сума на средства што би се издвоила за изградба на истиот? Па зависи од тоа каков проект ќе се конечно усвои на крај од овој процес. Граѓаните дефинитивно сакаат нов клинички центар и тука да немаме дилема и ние никогаш не сме биле против изградба на нов клинички центар, но да сме биле против организирана плячка од половина милиарда.
онаа што беше планирана од страна на владата на Зоран Заев и тогашниот министер Венко Филипч. Ние сме тука, подготвени сме да разговараме на таа тема, имаме нормално свој предлог, ние сме го кажале тој предлог. Пред се треба да имаме функционална целина, пред се треба да имаме целина која што ќе одговори на потребите на граѓаните. Еве до мене тука и пратеникот Синша Стојановски, кој што е, би рекол, дел од тимот со кој што јас работам и со кој што дискутираме околу тоа како треба, инаку Синиша е доцент на медицинскиот факултет или веќе вореден Синиша, за кратко и вореден професор. Имаме исклучително квалитетен тим кој што знае што сака, кои се потребите на граѓаните. Подготвени сме да ја помогнеме на владата, да им дадеме совет, да им кажеме што мислиме, кој е нашиот концепт. Се разбира, се што е во интерес на граѓаните, ние сме тука. Ние сме државотворна партија, народна партија и така и се однесуваме зрело и одговорно. Тука сме, стоиме на располагање. Понатаму се надевам дека некој од владата ќе има разумен кој што ќе побара и наш совет, наше мислење и така. Еве, половина милиарда не е прифатливо. Колку е прифатливо? Колку вас? Не, па вемувам се, јас не би сакал да лицитирам со бројки, тоа е несериозно, сепак јас сум човек кој што доаѓа од инженерската наука и за да дојдеме до конечна цена треба да имаме соодветен предмер. Ние нити имаме проект, нити имаме предмер. Тој може да биде од 0 до X, така, а тој X може да биде многу голема бројка. Така што ајде да видиме колку сето тоа ќе чини, па дури потоа да одиме во фаза 2 како тоа ќе се финансира, на кој принцип, дали може би јавно-приватно партнерство, дали преку одреден вид донации кои што би ги добиле како држава од Европската банка или од другите финансиски меѓународни институции. Тоа е процес кој што ако почнеше кога ние велевме на правилен начин да се развива, може би сега веќе ќе се радувавме и на темелите, но за жал тој процес не почна така и се надевам дека еве стоиме на располагање, доколку има некој разумен таму, слободно нека ни се обрати, ќе им помогнеме, ќе ја кажеме нашата визија и не само за клиничкиот центар, да ја довршиме и клиничката болница во Штип, да поработиме и на другите здравствени проекти, во Кичево да ја завршиме конечно болницата, да интервенираме и во Битола, и во Тетово, и така натаму, и така насекаде во Македонија, каде што тоа е потребно, тоа е еден сложен, комплексен зафат, кој што мислам дека треба ние како политичари да им го овозможиме на граѓаните. Така што да сумирам, стоиме на располагање, доколку има некој разумен таму да ни се обрати и да поразговараме на оваа тема. Како ги оценувате односите помеѓу Српската и Македонската православна црква со оглед на тоа што еве после половина век се одржува и првата заедничка литургија во Белград? Па ќе ви кажам мој став и ставот на ВМРО ДПМН. Лично архиепископот Стефан и синодот ја има мојата недвосмислена поддршка за секој чекор кој што го превзема, исто така и останатите владици во синодот. И знам дека единствено нешто што тие како потек ќе го направат е во насока на заштита на интересите на православните христијани, во насока на интересите на македонскиот народ. И ја користам еве и оваа прилика да упатам порака до сите православни верници да се обединиме околу Македонската православна црква во Охридска архиепископија. Јас сум свесен, како многу пати во минатото, како многу пати во вековите наназад, дека ќе имаме луѓе кои што ќе сакаат да направат поделба, кои што ќе шират скептицизам, недоверба и така. Свесен сум дека тие луѓе се под жестоко влијание на оние сили кои што не им одговара македонско единство, кои што не им одговара обединување околу синодот на Македонската православна црква. Ние мораме како народ да се обединиме во тоа. Ние мораме да бидеме паметни. Не смееме да дозволиме надворешни фактори да ни раздвојуваат. Сигурно и архиепископот Стефан и владиците во синодот знаат што е најдобро за македонскиот народ, за православните верници и затоа повикувам на единство. Ја користам и оваа прилика еве да ја поздравам и одлуката на Вселенскиот патријарх, кога практично се тргна и шизмата, кога Македонската православна црква Охридска архиепископија влезе во канонско единство, со што јасно се покажува нашата разлика од останатите балкански православни народи, со што јасно се става до знаење дека тоа е она кое што е вистинската патека и очекувам набрзо во периодот што следи и формално да се добие томосот и да се стане конечно се добие она автокефална. Затоа не е потребно обединување, затоа е потребно духот и енергијата на сите православни верници да го насочиме
кон нашиот архиепископ господин Стефан и кон владиците во Македонскиот синод и да дадеме недвосмислена поддршка и сите заедно да се обединиме. А тие треба да работат за интересите на народот како што работат до сега, да внесуваат верба, да внесуваат надеж и нормално и поред сите анкети кои што ќе ги погледате, ќе видите дека народот најмногу вредува во Македонската православна црквописка архиепископија. Обединување и да застанеме сите околу нашите национални интереси и околу црковните политики кои што ги води синодот на чело со архиепископот. Благодарам.